Беласица изобилува со огромен број шумски плодови од кои мештаните може дополнително да профитираат. Ова е констатацијата на професорите од Шумарскиот факултет од Скопје кои заедно со Сдруженијето Натура Нова од Струмица го имплементираат проектот Заштита на биодиверзитетот и брендирање на шумските плодови на Беласица. Укажа дека плодовите не се доволно искористени. Вие знаете, од Струмица сте, струмичка боровинка, сок немате, нели? Целиот е увезен или од некое друго потекло. Немате нити еден куп од производи што се традиционални за ова поднеби. Ние настојуваме да го потикнеме интересот кај локалното население, кај локалните институции и организации, за да може да го искористат потенцијалот што го имаат во раце. Беласица знаеме какво богатство крие. Меѓутоа, целото богатство од Беласица со години уназад оди некаде анонимно низ светот. Костенот, боровинките и врганот веќе станаа шумски плодови од заштитено подрачје, вели професорката Стојановска, која смета дека треба да се промовираат овие производи, зашто потребни се инвестиции. Костенот, како еден од најзначајните видови од овој регион, боровинката и вргањот од габите. Овие три производи ќе се обидеме, односно се обидовме веќе и ние како Шумарски факултет изработивме студии за заштита со географско подрачје. Тоа значи дека Беласица за прв пат во Македонија или овие три производи ќе имаат бренд или трговска марка со заштитено подрачје Беласица. Собирачите на шумски плодови од подбеласичкиот регион велат дека своевремено било исплатливо собирањето печурки, чаеви и други плодови, но сега не заради откупните цени. И секој пат се променуваат цените и луѓето не испаѓат. Некои што испаѓат веќе си собира за него. Дом за домашно користење. Јас порано одев фамилиарно. Имам 5 ќерки и 1 син. Носев со товари. Ќе го натоварам магаренцето. Носам. Паричка се заработуваше. А сега моментално веќе пара нема. Деновиве во Струмица се одржаа низ работилници на кои се едуцираа собирачите на шумски плодови за стандардите, при тоа да се зачува биодиверзитетот на планината Беласица.